Почитувани, неспособноста на власта резултира со немање на учебници за учениците од основно образование. До денес, 20.10, 2 месеци од почетокот на учебната година. Имено, Министерството за образование и наука платило $500,000 за еднократна употреба на скрипти. И на прашањето кој профитира, а кој губи од двојно плаќање за иста работа, од Министерството до ден денес немаме одговор. Но која е вистината? Ова е документ од Светска банка, од кој може да се види дека на 15.8.2022 година се обезбедени $500,000 на фирмата Trimaks ДОО Скопје за подготовка, печатење и дистрибуција на материјали за учење во основното образование. Она што е фрапантно во целава ситуација е што иако се доделени $500,000 за подготовка, печатење и дистрибуција, дополнителни 100,000 се потрошени само за печатење, што значи повторно се плаќа двојно за една иста работа. Имено, овие средства се дел од програмата на Светската банка за проектот за унапредување на основното образование, вреден 21,5 милиони евра, кој го потпиша Министерството во 2020 година и има за цел долгорочен развој на македонското образование преку 4 компоненти и тоа: подобрување на училишната инфраструктура, развивање на програмата за државно тестирање, зајакнување на компетенциите на наставниот кадар и мониторинг и управување на проектот. Наместо за долгорочен развој, како што е предвидено во самиот проект, овие $552,703 завршиле за покривање на неспособноста на власта. Тоа што власта не успеа до денес да обезбеди учебници, а голема е веројатноста и првото полугодие да заврши без учебници, е причината поради која парите, кои што можеле да бидат наменети за долгорочен развој на образованието и кои што би служеле за повеќе генерации, се трошат на скрипти од 100 листови хартија со употребна вредност од 2 месеци. Министерството за образование и наука, наместо да ги употреби средствата најцелисходно и ефикасно, ги употребила овие средства за еднократна употреба. Дополнително, да подсетиме дека овие така наречени скрипти се збир од материјали кои власта успеала да ги сублимира од минатогодишните учебници и дел од новите. Имено, станува збор за само една скрипта учебник од 100 страни во кои се содржани сите наставни предмети. А содржината на оваа скрипта е збир од веќе постоечките минатогодишни учебници и само поделена во делови за да се направат материјали за учење. Или ова се истите материјали за кои лани Бирото за развој на образование ги има платено на авторите. И ова се истите материјали со кои годинава истите автори конкурирале за избор на учебник и за тоа повторно ќе им биде платено. Почитувани, ова наликува на чиста заработка од која резултатот е уништено образование. Ви благодарам.